Здраво деца, здраво возрастни! Дали сте подготвени за уште една лол-тастична епизода? Денес на листата прашања имаме многу интересни теми и уште поинтересни одговори. Од омилените слободни активности на децата до муабети за тоа што е љубов и љубов на прв поглед. Некој сака да оди на игра орна, друг сака да тренира џиу-џицу. Млади гости веќе имаат симпатии, а други пак имаат развиено тешки филозофии за љубовта. Јас сум шокиран од тоа колку успеав да научам од децата во оваа епизода. Ептен ми ги размрда и мислите и срцето со своите ставови и размислувања. И секако ме насмеа. Ама тоа сигурно го знаете и го очекувате. Сместете се, седнете си убаво, земете воздух и спремете ги стомачните мускули за смеење, мозочните размислувања за смеење. 3, 2, 1, старт! А ти идеш ли да играеш? Браво, Кај. Док съм била заинтересиран, нещо знам, нещо вършам. Onda še na atletika v Pešasa Da, v Pešasa nešto. Едни Нещо ме нервира, nego da te še нервира može, сва. Што две близначки само да ми каже? Што две близначки? Не, така. Нервира да сва, ти кажу. Кажи, шепни. Ќе ги играме ли Па карта? кажи га тоа на телевизија. Многу си добар, а они што ти дале? Четвърто. Па зашто ти дале четврто место, а многу си биат добар? То што лоша организација. Лоша организација, гледаш. Многу е битно копачка да си има добра, така? Што ти е најинтересно на тренинг кога правиш? Фудбал? Интересно ми е кога играме 1 на 1. А, 1 на 1 тоа. А тебе на тренинг на карате што ти е најинтересно? Не тренира карате, дома тренира. Најинтересно е брат ти кога го удираш, така? Да. Омилен дел ти е тоа. Дали знаеш ти што е љубов? Знам. Што е љубов? Према родителите можеш да имаш љубов. Љубов према родителите, аха. Да. Значи има љубов према родителите. Друга каква има? Према другарите. Према другарите. Добро. Друга? Па не знам друго, па можда... Кога двајца се сакаат? Ко мислиш? Па машко со женско се сакаат по некој? Да. Така? Да. Гледаш, и таква љубов има? Да, има. Да, бе, тоа вистинска љубов. Ти знаеш ли што значи љубов на прв поглед? Си го чул тоа до сега? Знаеш, ама не знам што значи. Не знаеш што значи љубов? Да се залюбиш во некого. А како се заљубуваат луѓето така во некого? Па ќе видиш, ќе го прашаш, може ова, да одиме таму, ваму. Ќе го прашаш и те ќе дојде ако му кажеш тоа ова, ќе му кажеш што треба и затоа. Ќе дојде тој со тебе. А што да му кажеш, например? Како одлучува дека баш на тој треба да му каже? Баш на Може во него е влюбен и затоа. му се допаѓа вакав начин како изгледа? Да, мора така. Ама го вика и на муабет да го праша, не само вака како изгледа. Така? Да. А ти спортуваш нешто? Одиш на некој спорт? Да, на џиу-џицу. Што е тоа? Се браниш од некој која те удира. Не напаѓаш ти прв, туку само се браниш. Да. Значи, како се вика таа вештина? Џиу-џицу. Боречка вештина, џиу-џицу. Да. Тоа значи нешто, џиу-џицу? Што значи? Не знам. Не знам, јас не знам, ама после ќе изгуглам. На Google ќе провериме што точно значи џиу-џицу. Значи, ти тренираш џиу-џицу Да. и тоа што учите сега? Одбрана. Да. Може да ми покажеш нешто како тоа изгледа? Се превртуваме. Се превртувате? Например, ако те нападне некој, ти се превртуваш доле да не можеш да те Да. дофати? Да. Аха. Ама ти никогаш не напаѓаш прв, така? Да. Тоа е многу битно. Тоа ви го кажува инструкторот, професорот. Друго што ви кажува? Да му виткаме раката. На него. Да, тој што ме напаѓа. Да му ја свиткаш раката. Да. Можеш сега да ми покажеш? Гледај се. Ајде да видим. И на пример јас со која рака ако те нападна? Со оваа? На пример вака ако те нападна? Не. Со ова? Вака да ме фати. Тука да те фатам. Вака те фаќам. Ајде и сега? Те ја виткам овака, те легнувам на земја и те вртам и ти ја фаќам раката и ти ја виткам. И овака ми ја свитка. Да. Така.
Браво бе, тоа за самоодбрана. Некој, значи еве сега јас ти доаѓам. Што е бе Виктор, слушај бе, ја да ти кажам на тебе. И ти што ќе му направиш? Овака ќе го направам и ќе го легнам на земја и ќе му ја виткам раката. И ти можеш да го турнеш твојот инструктор, твојот професор така? Не. Него не можеш. А другите твои противници, Да. твоја висина, твоја тежина, така? Да. А си бил на седни си. А си бил на надпревар некојаш до сега? Не. Не, сега почна да тренираш. Да. Браво. Еве научивме што е џују-џитсу, и што се користи и како да се одбраните ако некој те фати овде вака и му ја виткаш раката, на земја го туркаш и му викаш седи мирен, не се зафркавај со мене. Јас сум џују-џитсу маста. Така? Да. За тебе што е љубов на пример? Да ми подари некој рак. Да ти подаде некој рак? Да. Па добро, и тоа е интересно, и тоа е љубов, така. А двајца кои ќе се засакаат, како се одбираат луѓето да се сакаат меѓу себе? Со почитување. Браво, бе, со почитување, значи многу битно. А тие што викаат имам симпатија, што е тоа симпатија? Некој што ти се допаѓа на тебе. А на кој начин ти се допаѓа тој на тебе? Така, некој како изгледа, убаво облечен, така? Да. Или па многу е добар, те почитува, добар другар е, така? Да. Тој може да ти биде симпатија. Да. Така, да знаете кој може да ја биде на Ана симпатија, да ја почитува, да е фин со нејзе, да е добар, така? Да. И што беше друго? Убаво да изгледа вака и да е убаво облечен. Да. А кажете ми, некој вика љубовта не може со пари да се купи. Не може? Зашто нели може, на пример, отидеш, добар ден на продавница. 2 кила љубов имате? Има. Да. Се плаќа. Може? Не може. Гледаш, Ејуп вика може. Да. може. Така Ејуп. Да. Да бе. На кило, у кеса, так си носиш дома, што? Да. Ама па брат ти вика не може. Миха, што сакаше да ми кажеш? Колку брзо трчам да видиш. Колку брзо трчаш? Да видиш. Ама тука нема место у студио каде да трчаш. Па добро. А тоа ти е многу ти е интересно да трчаш? Не. А за морам во место да ти покажам. Во место да би покажеш. Дај ма фати го микрофонот во рака. И држи го во рака и покажи ми како трчаш. Ајде. Тука. Ова многу брзо. Ти си Соник? Не сум толку брз, не сум до толку брз. Не си до толку како Соник. А кај научи, кој трча вака во место волку бе? Или тебе ти текна на Миха, така? Се научив. Се научи? Од мотор школа има еден што се вика Максим и тој исто како мене многу брзо трча и тој ме научи. Он па од кај научил? Па не знам, прв пат кога го видов така правеше. И ти сега подобро го правиш од него или он подобро? Мислам он подобро. Ја можам во вис да паднам како што секојаш паѓам да спијам. Во вис да паднеш и да спиеш? Па салто во вис и да паднам. И на кревет си паѓаш и си продолжуваш да спиеш? Да. Најдобра техника за заспивање. Ти така си заспиваш? Салто во кревет и продолжуваш да спиеш. Да, понекогаш тоа го правам. Кога не можеш да заспиеш? Да. Па ти више на 11 години симпатија имаш, така? Јам. Стварно? Да. Што значи симпатија? Женска. Женска? Да. И таа знае? Или Да. тајно е? Што? Тајно е ти или она знае дека ти е симпатија? Она ми е да. Она ти е симпатија, така? Да. Сакаш да ја кажеш како се вика или не? Да. Не ја кажуваш? Да. Ама таа знае ли дека ти е симпатија? Да. Ти кажа? Да. Па кој кажа? Некој другар? Да. А ти чекај на другар ти што му кажа? Оа, ми е симпатија. И ти си му го кажал како тајна? Не му кажам. Не му кажа на никој? Да. Да. Па од кај знае она? Кој? Па таа што ти е симпатија, она знае ли? Не. Значи ни она не знае. Тоа си е твоја тајна, не ја кажуваш на никој. Да. И како тоа се случува луѓе да кажат еве таа ми е симпатија? Како тоа се случува? Ти како одлучи на пример? Јас одлучив дека она беше најдобра. Другарка ти беше?
Да, А, прво, значи другарка ти е таа сепак. да, А она ти е другарка на тебе. И ти виде дека е многу добра, фина, да, убава сигурно. да, И ти си кажеш, ова ми е мене симпатија. Ама, никој не знае. да. Тоа си е тајна и да си ја чуваш за тебе. Навеќе сакаш да спиеш. Од Сабајле како те будат за на училиште? Сабајлето ме... само... Така, вака ме будат. Кој? Петар, станувај! А јас... Значи, никој не... И плюс хрчам. Уште сум малечок и хрчам. Како бе хрчеш? Кој ти кажа тоа? Мајка ми Што ти вика? еднаш влегла да ме провери, додека сум спиела и само наслуша. И ме снимала. И ми покажа снимка од јас како хрчам. И како да буди од Сабајле? Што ти вика? Петар, станувај! А кој те буди најубаво? Брат ми, Мило те буди? ме гушни се разбуба. Ќе те А гушни? моите родители, Петар, станувај, време е за... Како бе? Време е за школа. Ти, например, Јас уште не знам кај сум, треба да си ги измијам очите. заби не миеш? И заби ми, ама они се најпоследни. Значи, прво очи, па уши. Што? Ушите се ги пијам. Уши не миеш? Не, они не се мијат, они се чепкалки. А, после коса миеш, така? Не, косата не се мијам, после А. само забите. Добро. Си го ставам раницата и одам на школа, и јадам во школа и после учам што ни прво дадат да учиме. Да. Да. Што значи двајца кога се заљубени еден во друг? Па тоа значи дека се сакаат. Дека се сакаат. И како они одлучуваат дека се засакале? Од кај знаат? Што мислиш? Но се договориле. Аха. Као, договор, ја те сакам, ти ме сакаш. Така договорени? Да, Интересно. Мислиш така дека се договараат? мислам, Ти можеш така да се договориш со некој? можем. Како, што ќе му кажеш? Па ти ме сакаш и ти... Ја те сакам и ти мене ме сакаш и се договоривме веќе. Тоа значи дека се симпатии? Да. Што друго рече? Трактори сакаш, а? Што ти е интересно тоа? Епа кога возам. А возиш трактор? Имаш возено трактор? Да. Вистински? Каде бе? Ма играчката. Абе, играчка, мислев ти си возел вистински трактор. А си видел вистински трактор? Каде? Епа кога одам кај моите братучеди ги гледам. А, они кај живеат? Епа у село. У кое село? Епа у... Па бе, не е битно. Живеат на село и имаат трактор. И ти таму виде прв пат трактор. Не имаат трактор, ама комшија возеше. А, комшија имаш во вози трактор. И ти таму прв пат виде трактор. А за што служи тракторот? Што е тоа? Епа за возење. За возење, ама зошто он ги служи? Нешто за орање, за премес. При колица имаше тракторот? Не, така си го возат само. Да. Браво, си земале трактор така да си се возат, за да не заглават во кал, затоа го имат земено. Така? Гледаш како ми текне. Гледај се, облаци, кревет и... Чека да најдеш едно интересно. Гатанка. Не е гатанка, бе. Да ми составите приказно. Може? И трговски. Ајде, значи, трговски, облаци, кревет, од овие три збора и од овие три поима да ми составите едно рече. отише Прва Говски, видеа облаци, некој прозори, ама там се скриело, бија течичка кажа и сега. да спаја тамо. Отишија да купи нешто, па отишија да види на сончев вазух да се прошета. Ама облачно било. Да, облачно било. Не мога да И се. отише да спија. Чекај, Глевор, јас сакам да си кажу, сега Да, ти кажа. Да. И после отишија, уморија се и отишија дома да спија. Браво, бе, гледаш. Ама Сега. не сум гатанка. Ама немам спремно ја гатанка, треба да ги тражу од интернет. Гледај се. Имам ново. Авион, музеј,
И мајмун. Пија мајмун У музеј па у авион. некој дан на стар авион што се скршија и земаја тамо некој га закољаја и земаја утепаја и го ставиле како спомену и он прави овако слика. Сега сам ја наред. Ајде. Прво мајмун шетаја се, идеја си банана, играја се и после видеа отише у музеј и играја се, па некој го закољаја и го доведеа у авион стар и он си седеа. Браво. Бе. Епа, дечки, дојде крајот и на оваа епизода. Се надевам дека уживавте, дека научивте нешто ново и дека се изнасмеевте. Ако не ви беше доволно, знаете дека на нашиот YouTube канал се поставени сите емитувани епизоди досега и дека слободно можете да си ги пуштите уште некоја епизода, уште еднаш и сите да ги продолжите да ги гледате со една позитивна атмосфера. Еден лол маратон за викенд, зошто да не? Како и да е, фала ви што не гледавте денес и се гледаме повторно. Нареден викенд, исто време, исто место. Поздрав! Low, 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 low.